Во Македонија се случуваат пречесто пожари, пречесто се случуваат порази, кои што сега чинат и човечки животи. Ако не се понесе одговорност, ако нема веднаш оставки, барем од тие кои што се надлежни и ресорни во овој случај, ако немаме независна истрага, ако немаме истрага која што ќе даде одговор на многу прашања, како може објектот да нема противпожарна заштита, како може да нема давачи кои што ќе го мерат количеството на кислород во една просторија, како може да нема дозвола за употреба, а објектот да биде во употреба. Како ја коментирате изјавата на Заев дека трагедијата во Титово не е доволна за тој да поднесе оставка? Доколку тој човек не чувствува ни малку морална одговорност и тоа се обидува да го интерпретира дека ако тој заминал Мицкоски ќе бил премиер, тогаш наистина освен она благо чувство на гадење кој што во овој момент го имам, друго немам ништо да кажам. Одека има една многу добра реченица господинот Мицкоски, ова е кој што се согласувам апсолутно, а тоа е за да има целосно независна истрага, необременета со притисоци, треба владата да си поднесе оставка. Тоа го кажал за владата која што ја предводеа претходно СДСМ со Заев и Филипче. Модуларната. Точно. Ето, тоа е точно. Тоа е точно. За да не биде обременета од страф, од притисоци, од манипулација, евентуална можност за манипулација на документи, докази и така натака. Точно е тоа што го кажал Мицкоски, ама тоа го кажал кога бил во опозиција. Единствен факт кој што денес се сменет е што господинот Мицкоски не е во опозиција туку е председател на влада. Он е на позицијата на која што бил Заев кога ова го кажувал. Единствен факт што е сменет. Зошто тоа што е тогаш кажано денес не го спроведе самиот? Да имаме објективна истрага.